интересно прашање е дали театарот е телесен или духовен. Каков чин е тој? И често ги прашувам моите студенти дали театарот е телесен или духовен. Има интересен стих кој вели во Светото писмо: телото без дух е мртво. Исто така и јас мислам дека театарот без дух е мртов. Ќе ви ја прочитам актеровата молитва, која ја е поместена во книгата Овоплотен збор, која има објавено пред известен период, која е инспирирана и поттикната од Еврипидовиот принцип од античкиот македонски театар, каде Еврипид, скоро непознат принцип во македонскава наука, вовел принцип Деусен махина. На почетокот и на крајот на представата го повикувал Бог, бидејќи ја знаел духовната природа на театарот. Ние дури можеме и Аристотел да го споменеме, таткото на реториката на земјата, и македонската говорна филозофска школа на Есхин. Веројатно науката не си го поставила прашањето, посебно македонската театарска наука, која е под притисок на случувањето со нашата земја, каде што во 21. век се забранува идентитетски постоење на македонци. Дури наоѓаме луѓе и уметници кои се спремни да застанат за тој принцип, за да им дадат да работат или да се продадат. Ќе ги подсетам на Еврипидовиот принцип. Еврипидовиот принцип Деусен махина. Во античка Македонија авторите, драмските автори биле свештеници на Дионис. Да не заборавиме дека Дионисовиот театар е духовен театар. Дека Кокинскиот неолитски театар, утврден на Кокино 1000 години пред Исус Христос, е исто така духовен театар. Да не заборавиме дека Вилијам Шекспир е духовен театар. Ако ги прочитаме последните зборови кои ги изговорил пред смртта големиот драмски автор Елизабетијанецот, кој никогаш не играл кај на дворот кај Елизабета, морал да пишува под псевдоним. Ја предавам својата душа на Отецот Небесен, вели Шекспир, целосно верувајќи во Исус Христос, мојот Господ и Спасител. И каде што Молиер го користил исто терминот на Еврипид Деусен махина, за да ја спаси главата од кралот Сонце поради содржините на представите. Ние денес имаме режимски уметници, добиваат средства, слуги на политичарите. Аристотел вели зборот е светлина. Заменската форма на зборот е светлина. Замислете, ние го имаме тој момент, а суштински ние денеска зборуваме за еден јалов, материјален, телесен театар. Без дух, без Божиот дух. Театар кој, ако се ведеме по Светото писмо, телото без дух е мртво. Значи, човекот без дух, има еден стих кој вели: од каде знаеш ти, сине човечки, дека твојата душа ќе оди на небесата, а душата на животното на земјата. Дека човекот без дух суштински не се разликува од животните. Значи, принципот на Еврипид во античка Македонија, на крајот на представата и почетокот го повикувал Бог Деусен махина, и во една своја книга Овоплотен збор ја напишав оваа молитва, пред се и од безбедносни причини, знаејќи дека сето она што го одигравме на сцената може да ни се случува нам. Примерите со Ричард Бартон, Лоренс Оливие, Елизабет Тейлор, Ентони Хопкинс, Ентони Перкинс, актерот што го играше Моцарт во филмот, покажуваат дека улогите кои ги играме се материализираат. Актеровата молитва за духовниот македонски театар. Ти благодарам, Господе, што си ме обдарил со дарбите на Свети Дух да играм на светлината на сцената. Да умеам зборовите напишани од други, да ги оживувам преку себе, да ги толкувам и да пренесувам љубов во ними. И да не заборавам дека словата се од Бог и Бог е во словото, да не заборавам дека играјки те славам и прославувам Тебе, светол Господи, Оче Небесен. Те молам се што ќе играм на сцената да има вредност пред Тебе,
да не се одразува на моето суштествување кога ќе слезам од неа, од сцената. Ти води ме со силата на Свети Дух, да дарувам светлина и љубов во сценската игра и да врвам само по патеките кои си ги одредил за мене. Во името за Твоја слава. Значи, Еврипид, пазете Илијадата, гневот, о Божице, спеј го. Античките актери ја кажувале молитвата на Тиха, судбо владителко блага, те каниме на нашите таинства. Античките автори биле свештеници на Дионис. Античкиот театар е духовен, посветен му е на Дионис. А денеска ќе зборуваме за Вилијам Шекспир. Let the door be shut upon him, I say, we will no more marriages, и за врските на Шекспировите стихови со Библијата. Значи, последните зборови на Вилијам Шекспир, овој серијал за македонскиот театар го оставам. За следбениците на тие што ќе дојдат на мајката сцена, како што ја нарекуваме метафорично, да знаат дека театарот е духовен и светот што го создаваме се материализира како во нашите души, така во душите на гледачите. Ако ние материализираме фотокопиран свет душевен и телосен, тој се врти и се материализира, одредена реплика која повторувате повеќе пати, дури и Макијавели го увидел тоа, се материализира и станува вистина кога одредени театарски представи на драматурзи, на драмски автори, режисери стануваат вршат идентитетско влијание на одредена нација. Добро би размислиле дали славата е на драмскиот автор, бидејќи ние знаеме и Аристотел знаел дека зборот е светлина, заменската форма, зборот е од Бог, ние ги земаме зборовите од Бог, создаваме своји приказни, тоа го имам објаснето во својот докторски труд од обред до театар. Актерот, жрецот, првиот жрец, гласноговорникот кој играл за Бог, го заборава Бог, почнал да прави своји приказни, но тоа има своја цена на крајот на кариерата, кој ќе видите како умираат уметниците, пострадуваат со телото, Господи да вам време да се покајат, да размислат, приказните се плаќаат со душата, но тоа се темите за духовниот театар. Другиот телесен театар, фотокопирате нешто, мислите дека создавате еден свет, мислите, а тој свет се материализира во вас, актерот ќе накачи идентитет и улоги на својот грб, ќе ги качи, ќе клекне потоа на ушка. Гледам многу актери во староста, незадоволни, несрекни, зашто актерите пијат, се разочарани, гневни студенти. Умираат уметници во болки и страдања. Ги слават како богови, не заборавајте, славата е негова, затоа е добар принципот на Еврипид Деусен Махина, ти благодарам Господе, не јас да зборувам, туку ти зборуваш низ мене. И тогаш ние имаме духовен театар. Хамлет во македонскиот препев, Хамлет, let the door to be or not to be, Богомил Ѓузел, Култура 1989, о, камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо. Пазете, гнасно, прегнасно месо. Човекот е од земја и во земја ќе се врати. Пазете. Па да се претвори во роса. О, камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо. Првиот монолог на Хамлет. Тоа гнасно и прегнасно месо мисли на себе. Мисли на човекот што е создаден од прав земна и му е дувна дух животен по Библијата. Значи, последните зборови на Вилијам Шекспир, зборуваме за духовната страна на Вилијам Шекспир, дека драмите на Шекспир се парафраза на Библијата, на сцени од Светото писмо. Последните зборови на Вилијам Шекспир ја предавам својата душа на Отецот Небесен, целосно верувајќи во Исуса Христа, мојот Господ и Спасител. Првиот монолог, 37 страна од оваа книжка, правиме споредба со оваа книжка. Ова е вечната драма за животот и смртта, вистинска драма. Ова се драми кои ги создаваат луѓе, освен ако не знаат дека Бог действува во нив. И тие се драми на телесноста. Телото без дух, без тоа е мртво. И театарот без дух е мртов. О, камо да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо, да окопни, па да се претвори во роса. И Хамлет зборува за прочистување. Исус вели, бидете свети како што сум јас свет.
очистете ги вашите, држете ги вашите тела и души чисти, скапо сте платени. За тоа зборува. Значи да се стопи тоа гнасно и прегнасно месо, да окопни, па да се претвори во роса, или да немаше бар закон вечниот, пазете, против самоубиството. Вечниот, Боже, Татко наш, колку заморни, блантави, плитки и безкорисни изгледаат, плитки, безкорисни, блантави, сите нешта на овој свет, на оној свет, на светот во кој живеете. Кој го љуби светот, не му е мил на Бога, од Библијата. Плуи врз него. Исус плукнува на земјата. Тој е тој стих. Прави кал и му ги замачкува очите, плукнува на телесниот принцип во Јован и му оди на слепиот, му вели, оди избањај се во бањата Силоан, што значи пратен, испратен на земјата. Првиот пратеник, првиот актер, Кокинскиот театар, вториот актер, Дионисовиот театар, третиот актер, Исусовиот актер, пратеник на земјата. Да се прочисти, да се избања. Значи, Боже, колку заморни, блантави, плитки, безкорисни изгледаат сите нешта на овој свет. Плуи врз него, Исус плукнува, значи, плуи, треба да плукнеш на телесниот принцип. Неплевена градина е тој до семето обрасната, во бурјан, буен густ. За каколот и житот има една метафора. Исус. Бурјан, буен густ, зар дотаму да дојде мртов пред 2 месеци. Каин го убива Авела. Мртов пред 2 месеци. Тој зборува за таткото, својот сопствениот татко, Хамлет. Не 2, дури 2, не 2 крал, толку одличен кој беше Аполон. Се враќа во пред Исусовото време за овој сатир. Мајката на Хамлет се мажи за неговиот чичко, за братот на таткото на Хамлет, кој го убива Хамлет. Каин го уби Авела, што направи човеку. Човеку што направи. Каде е брат ти Авел? Крал толку одличен кој беше Аполон за овој сатир, кој денеска ви е поставен, кој ве води, кој е сатир, кој се ќе направи да остане на власт, кој ќе ве продаде за 30 сребреници. Со љубов толку полн кон мајка ми зборува за неговиот земен татко, што ни ветер небесен, како ветер небесен доаѓа светиот дух над апостолите, огнени јазици, духот е како ветер, не би пуштил да и го груби лицето, о небо, едното царство, о земјо, второто царство, зар морам да се сеќавам? Вели Хамлет, зар морам, па таа беше срасната за него. Значи, ќе го остави мажот, од Библијата е тоа. Таткото и мајката свој ќе се прилепи до својата жена и ќе бидат едно тело, срасната за него. Хранејки се од него, нејзината глад вез ден растеше. Па сепак, телесната природа не мина ни месец, таа се премажува за убиецот. Да не мислам на тоа. О, слабост, ти се викаш жена. Змијата излажува Ева. Ева го натерува Адам, каснуваат од дрвото на познанието на доброто и злото. О, слабост, ти се викаш жена. Ниеден месец нема, човеку. Или пред дури да и изветват и чевлите, со кој го следеше татковото тело. Човекот е од земја и во земја ќе се врати, голи доаѓаме на овој свет, голи ќе си заминеме. Кон и оба сета солзи, повторно од античко-македонската драматургија, на која и се убиени децата од Аполон и Артемида.
бидејќи се фалела, се возгордеала пред Бог. Да, таа Боже, зборовите Боже кај Хамлет, Господи, Боже, Оче, се многу присутни во сите монолози. Па и звер без разум би жалел подолго, вели Хамлет за мајка си. Па и звер без разум, значи сатаната вика врти околу и рика како лав, како звер да ве проголта. Би жалел подолго. И таа вика се мажи за стрико ми, за брат на татко ми сличен кој јас, што сум на Херкул, за 1 месец се заврши се. Знаеш, има еден стих кој вели за Господи 1000 години се како еден ден, како денот од вчера, пред солта од солзите на нечесни да престане да ги пече подоените очи се омажи. Исус е представен како младоженец, а црквата како невестата. Тој зборува за мажење на телесно ниво. Со таква лоша брзина и спретност да скокне во постела родоскверна. Видите, старозаветно е пишано дека не треба да се земаат. Кој ќе земе таткова, братова жена? Проклетство е тоа. По Стариот Завет, по Мојсиевите закони. Да скокне во постела родоскверна. Не, тоа не може да испадне на добро, но пукни срце. Опа, јас морам да си го држам јазикот. На едно место вели молитвата е: стави ми, Оче, стражар на устата моја да не грешам. Јазикот е мал орган кој големи гора запалува. Значи, тоа е парафраза на тој стих. Тој е првиот монолог на Хамлет. Видете, добро се гледа. Значи, ако не сте ја читале Библијата, ќе имате проблеми со толкувањето на овие стихови. Ќе мислите дека тоа е некоја поезија. А тоа се се парафрази на Библијата. Значи, гледајте, да немаше бар закон вечниот, Боже, плуи врз него, Исус плукнува на земјениот принцип, плукна на земјата и прогледа човекот. Ако плукнеш на телесниот принцип, ветер небесен, слабости се вика жената, проклето да си ти ќе раѓаш деца, ја проколнува. Отецот небесен кога е бркават затоа што јаде од дрвото на познанието на доброто. Звер без разум, парафраза Боже за сатаната. И понатаму врзување на јазикот и стихија, начин на молчење, да сочекаш Бог да ти зборува, а не ти да оставиш на Бог да суди. Следниот монолог на 51-та страна повторно ќе видите дека зборува за тој принцип, дека е парафраза на Библијата. Тој е моментот кога духот на умрениот татко се јавува и Хамлет го кажува после тоа овој монолог. Значи, кога ќе видиш привид, кога ќе видиш дух, кога ќе ти се прикаже, кога ќе видиш дека има духовен свет, ти понатаму не можеш да се вратиш и да живееш како порано. Кога ќе разбереш дека си слеп и дека не го гледаш тој духовен свет, пазете што вели: бранете не ангели. Тој знае дека има ангели, на земјата се паднатите ангели на Сатана, тие се демони, тоа е од Библијата. На небото се ангелите, слугите на Отецот Небесен, кои помагаат на луѓето. Бранете не ангели. Има стих: нема да дозволам да си ја сопнеш во псалмот ногата од камен, ангел ќе испрати да те обгрне со своите крила. Бранете не ангели и Божји слуги, вели Хамлет. Дух здрав ли ти си? Значи, тој разликува дух здрав, ангел Господов, или демон зол. Демон, паднат ангел, отпаднат со сатаната на земјата. Сатаната сакаше да се искачи највисоко. Звезда Деница, ќе се искачам највисоко, ќе бидам Бог. Паѓа долу. И со него повлекува делот, ангелите стануваат демони. Значи, бранете не ангели и Божји слуги, дух здрав ли ти си? Или демон зол. На едно место има: сатаната се преоблекува во ангел на светлината, па макар носел звуци небесни, пазете, ил адски смрад, зборува за двете царства,
со лоши промисли или милостиви. Значи, звуци небесни, еднота, со Бог, со Исус, адски смрад со сатаната. Лоши промисли со сатаната ти вметнува мисли и действува во тебе. Или милостиви, Исус вели, милост сакам, а не жртва. Видите? Ти доаѓаш во облик кој што да бара да те прашам нешто. Стариот завет е полн со такви. Ангел во сонот и во новиот завет. Господ испраќа ангели, но треба да се внимава да се испитуваат духовите, бидејќи сатаната се преоблекува во ангел на светлината. Доаѓаш во облик да те прашам нешто. Ти се обрнувам како на татко, Хамлет, крал и круна данска. Шекспир е псевдоним, рековме, никогаш не играл на дворот на царицата, бил селски театар. За време на представите се случувале машките улоги, женските улоги ги играле мажи на едно буре, печеле кобасици, пиеле се, тепале се, извршил измет позади. Но тој пишува за Данска, не смел да зборува за Елизабета и за Англија. Во времето на Елизабета постоеле кралски театри, кои играле за дворот на публиката, но никој од нив не е познат, а денеска Шекспир го нарекува царски, кралски, елизабетански театар, тој никогаш не играл пред Елизабета. Ти се обрнувам како на татко, крал и круна данска, проговори ми. Не пуштај ме да умрам од незнаење. Спознајте ја вистината и вистината ќе ве ослободи. Пази, имаме ние помазанието ќе ви даде се, во Духот Свети се ќе ви објасни. Значи тој вели, не пуштај ме да умрам од незнаење, зашто миросаните ти мошти твои, зошто? Кој дозволил миросаните ти мошти твои? Ја скинале погребната покривка, го гледа својот дух на таткото, на убиениот татко. Зошто саркофагот во кој мирно положен те видовме, ги зинал тешките од мрамор вилици, за да те исфрли пак надвор. Што ти значи ова? Разговара со дух. Што, иако труп, во челик сиот пак излегуваш на месечинава. Правејќи ја ти ноќта страотна, а нам шутраците на Бога. Пазете израз, парафраза. Шутраци на Бога. Знаеш зошто? Знаете зошто? Зашто сте отпаднале, сте го избрале сатаната, сте паднале овде. Сте одбиле Божијата љубов и сега сте шутраци. Не умеете да љубите. Тоа е парафраза на христијанското. Шутраците на Бога. Наместо синови човечки, наместо синови Божии, сега сте синови човечки, синови сатански, две категории разликува Библијата. Шутраци на Бога, паднати ангели. Толку грозно ни ја земаш свеста. Тоа е сатанско дејство со мисли што се вон досегот на нашите души. Со мисли што се вон досегот, така дејствува сатаната. Ти вметнува мисла, ти почнеш да ја прифаќаш како своја и почнеш да играш во неговиот театар, во театарот на телесноста, во театарот на смртта, додека ако останеш во секоја мисла е покорна на Исуса, остануваш во живиот театар. Кажи што е ова, зошто, што да правиме. Видете, тоа се две сцени во кои се гледа духовната страна на Шекспир. Духовна страна. Потоа ојде сцената со актерите и вика вака Хамлет, како да е 90-та страна, како да е Господ знае. И тоа е исто парафраза на апостол Павле. Во тело или без тело, јас не знам, Бог знае. Бог знае. Вака беше, така беше, Бог знае. Беше еден човек однесен до третото небо. Значи, Бог знае, а потем веќе вие знаете. Значи, тој комплетно прави парафраза. Бог знае, а сега веќе вие знаете, зборува за театарот телесен. И потем веќе знаете, се си течеше како што беше. Првата строфа од набожнава песна ќе ви кажеше повеќе. Бог знае. Но еве, овие веќе ме штрикуваат.
Тој зборува за падот на актерот, кога се самиот станува Бог, се обожува, мисли дека е Бог, го отфрла Бога и создава телесен театар без дух, кој се материализира понатаму во животите на оние кои ги прифаќаат тие реплики кои ги играат. Се си течеше како што беше. Добре дојдовте, мајстори. Добре дојде на сите, драго ми е што те гледам добар, добре дојдовте, добри пријатели. О стар другар, лицето ти обраснало откако не сум те видел, зар доаѓаш да ми пуштиш и мене, брада воданска? Што мојата млада дама и господја, жими вас, не колнете се во ништо, жими вас, вашето годството му се приближило на небото за една штикла. Му се приближило на небото за една штикла. Тој зборува за приближување на небото, значи тој е повтор од Библијата. Откако ве видов последниот пат, значи ништо. Дај Боже гласот да не ви прсне како скршена жолтица што повеќе не врви. Зборува за телесниот театар. Господа, добре дојде на сите, туку како француските соколари што летаат на се живо, дајте веднаш да чуеме некој монолог, ајде изрецитирај ми нешто гурманско, дај ми некој страстен монолог. Значи, почнува сцената вака, како да е, Господ знае. Духовниот театар, а потоа вели тој, а потем веќе вие знаете, и почнува телесниот театар. Значи, сега не ми треба Господ, сам сум Господ, сам ќе создам. Правам копија, имитативен фотокопир на животот, графика на животот. Понатаму еднаш те чув како нешто декламираш, пази што зборува сега. Но тоа не се играше или ако беше поставено немаше повеќе од една представа. Зборува за телесниот театар, затоа се сеќавам пиесата немаше баш милионска публика. Беше како кавијар за простата маса, но сепак како што ја примив јас, а и другите, чий суд го надминува мојот. Суд кој надминува. Тоа беше одлична драма со добро распоредени сцени, напишана со исто толку мерка како и умешност. Се сеќавам некој рече дека во стиховите немало многу мирудии за да замирисаат повкусно, ниту блескави реплики што би можеле да го обвинат авторот за претерување. Туку делото тој го нарече чесно и чисто. Чесно и чисто. Духовен театар. Колку силно, толку и благо, и многу подиректно одошто вешто. А еден монолог посебно ми се допана расказот на Енеј пред Дидона, особено таму некаде кога тој зборуваше за убиството на Пријам. А ако ти е уште живо во сеќавањето, почни со овој стих. Чекај, чекај. Што да чека? Што да чека? Духовно водство? Да го повика Бог да игра со него? Свирепиот пир ко хиркански звер. Не беше така, но почнува со пир. Со пир почнува. Пирова победа, пир, Пиреја, пир. Свирепиот пир, чие оружје ко целта негова прилегаше на ноќ. Тоа ви е метафора за телесниот театар. Во конјот злоковен, кога се скри, го скашка тоа страшно црнило, тој сега со потемни знаменија, од глава до петиси со црвило, салсиот грозно измачкан со крвта, што од мајки, татковци, синови, керки се засири и стести по улиците. Јалов, мртов душевен театар во пламен, со тирански и проклет сјај, што го водат кон колежот на кралот. Што го водат кон колежот на кралот, во бес и оган, слепен, запечен со крв, со очи како ален камен, пир, пеколниот телесен театар го бара стариот и велик Пријам. А сега продолжи ти. Ете, тие се 3 сцени од Хамлет во овој прв дел, во кој зборуваме дека театарот е духовен,
не е телесен. Има една реплика, се што работиш, работи како за Бог, а не за луѓе, веројатно која имале и старите актери, нашите предци. Друго е чувството кога тие велат театарот е свет. Сцената е света. Од што е света? Бидете свети оти јас сум свет, вели Исус. Света ако Бог доаѓа и игра со вас. Присуство на Бог во представата. Аристотел вели Дионисовиот театар, Дионисовите слави не се случувале да се играат обредите, туку да се биде дел, да се земе учество Бог да действува врз нас. И затоа тој го нарекува тоа духовен театар, катарза. Катарза. Тоа е духовен театар. Не е телесен, тоа е живо слово, изнедрено од Бог, со духот на Бог, која менува нешто во вас внатре длабоко. Не во телото, не во душата, туку во духовната природа на театарот. Бидете благословени во мир и љубов. Можете да играте колку што сакате телесен театар, да скокате, да рипате, да фотокопирате, да крикате, да се соблекувате, да кажувате некои реплики кои се материализираат во вашите животи без да го повикате Бог, а потоа на крајот ќе видите како завршува некој голем уметник, режисер, драматург, зошто умира така, и потоа повторно ќе го славите за Бог, заборавајќи дека славата е негова. Негова, на семокниот Бог кој создал се. Театарот по Питер Брук е место за средба со Бога. Гротовски, актерот е светец, се качува на сцената да го свети театарот. Евгенио Барба сакаше да го надмине вавилонскиот конфликт, да направи универзален театарски јазик. И се разбира Джулиан Бек, не одам во синагога, одам во театар. Театарот е подобар од црквата, ќе провикне. Ние зборуваме за духовна состојба, за духовни принципи. Ние зборуваме за духовниот македонски театар. Мир вам до Божјо царство небесно и лесна и плодна сцена. Амин.